До 2030 година емисиите на стакленички гасови да се намалат за 51% споредено со 1990 година, или конкретно во земјоделството за околу 29%. Експертите имаат разработено повеќе сценарија во врска со емисијата на стакленички гасови. Имаме две ниски сценарија каде што би требало негде околу 2060 година да дојдеме до нула емисии на CO2. Зборувам емисии на CO2 индицирани од луѓето. Значи да бидеме тука јасни околу тоа. Потоа имаме едно средно сценарио и две високи сценарија каде би отишле далеку над 40 гигатони годишно, што е се страшно големи вредности. По долниот график се дадено и како тие сценарии доку се остварат, после не дај Боже тие последните две, значи би дошле со зголемување на просечна температура до 4 па и до 5 степени над сегашните вредности, кои што се сега некаде околу 1 степен. Покрај тоа, покрај температурата и емисиите, се прават проекции, е многу битно да се направат проекции за какви ќе бидат концентрациите на CO2. Врска со тоа се развиени 4 сценарија, значи високо, 2 средни сценарија и едно ниско сценарио, и овие, добро да ги запаметиме, понатаму ќе видите ги користат моделерите за тоа да видат какви ќе бидат промените во однос на климата во иднина. За основа ги земаат овие с големи концентрации на CO2 во воздухот. Промени има и во однос на третиот параметар, односно должината на вегетацијата. Според Мукаетов, ниското сценарио вели дека вегетацијата ќе биде зголемена за 10 до 20 дена, а според високото можно е да се зголеми до 60 дена. Петтата фаза на репортирање за климатските промени во светски рамки укажува дека сме сведоци на нова геолошка епоха антропоцен, вели професорот Мукаетов. Инаку во Македонија се одржа форум за иновативни стартап решенија кои би биле применливи во македонското земјоделство.